Јазот во платите оди до 28%, што значи дека мажите добиваат поголеми награди од жените, дури и кога имаат исти квалификации и вложуваат еднаков труд. Истражувањата исто така покажаа дека жените имаат 25% помала веројатност да добијат покачување во споредба со нивните машки колеги, иако поднесуваат барања подеднакво често. Индексот за родова еднаквост во 2022 е 64,5 поени од можни 100, што значи само сме зголемиле за 2,5 поени од 2019 година. Тоа значи дека ако вака продолжиме, ќе бидат потребни 57 години за да постигнеме родова еднаквост. Како влада навистина посветено работиме кога станува збор за таа зелена транзиција, затоа што не секоја зима, туку и преку лето веќе имаме проблеми со аерозагадување, со сето она кое што значи дека е сигнал на кој што треба да го посветиме не само тоа што го имаме дома, туку и да видиме надвор околу нас што и како ни се случува. Поддршката на жените во едни вакви процеси кога станува збор за нет зеро вештините не треба да се свати како трошок, туку како една инвестиција за една добра иднина, за една држава како што е Македонија. Да се трудиме да си го подобриме живењето, мислам не само наше, бидејќи сме припадници на понежниот пол, женски пол, него општо и на нашите деца, на нашите млади, преку тоа што ќе превземаме конкретни чекори. Овие проекти јавни настани се супер да и на дело го покажеме тоа, да знаат колку сме, дека не има и дека можеме и понатаму.